членот 8 во ставот 1 вели дека постојаните колективни договори ќе се усогласат со овој закон најдоцна во рок од 6 месеци од денот во влегување во силата на овој закон. Тоа значи дека повторно е дадена одредба за почитување на колективен договор. Така пишува во законот. Ние правиме тука измена, наместо да биде во рок од 6 месеци, да биде во рок од 30 дена и тој кој што нема да го испочитува да биде санкциониран. Колективните договори дел има кој што ги подпишава вашата влада и стварно не е јасно каква е таа социјална правда кога подпишувате колективни договори кои што немате намера да ги почитувате. Тоа е едно. Колешке, јавете се за реплика сега, па не ги почитувате колективните договори. Тоа дали сакате вие да го прифатите или не, тоа е ваша работа. Колективниот од друга страна за приватниот сектор, јас колку што разбрав на изјавата дадена од премиерот, начин да го пребродат и овој предизвик со кој што за кој што се исправени пред нас. И тука сакам да ја искористам оваа шанса и да укажам дека ВМРО ДПМН во наредниот период ќе излезе со еден сет на економски мерки кои што ќе ги понуди и кон државата и кон стопанството, на кој што треба да го даде одговорот на она кое што се случува во изминатиот период, а тоа е растечка инфлација и стрмоглаво пораснување на кошничката која што треба да ја обезбеди во апсолутна сума на средства секое семејство, затоа што ако видите од една страна дека трошоците за енергенсите се зголемуваат 4-5 пати кај предпријатијата, тогаш човечки е владата да помогне како некој кој што располага со централниот буџет, а не да слушаме само префрлување на одговорноста на општините, на стопанството и така натака, така да навистина верував дека ќе се надминете овој пат и ќе го прифатите овој амандман, за кој што еве на крај нема повеќе да земам збор, затоа што сметам дека им е јасно и на работниците и на стопанството. Владата одби да прифати скалесто зголемување на платите со цел да се не се создаде процесот на врамнотежување на платите и да се запази процентот на сложеност на работно место. Благодарам. Ви благодарам.